Добро утро. Ете, повторно во студиото. Велиме добро утро за нашиот соговорник кој што е во студиото. Јас се извинувам, секако ние тука во студиото сме нетрпеливи да го следиме следниот разговор кој што ќе биде во студиото, а верувам дека и вие сте пред ТВ екраните и сакате да ја слушнете приказната која што ја најавив на нашиот Стоичев Стоилко, кој што ова утро е дел од Македонија денес, на огромна чест и задоволство заедно со нас да ја сподели својата приказна, успешна приказна која што верувам дека ќе ве мотивира повеќето од вас кои што сте пред ТВ екраните и можеби неко користите доволно добро слободното време. Неговата приказна треба да не мотивира сите нас дека без оглед на се треба да уживаме во убавините на природата, во она што не прави да бидеме вистински среќни и задоволни со себе и со блиските околу нас. Ништо не треба да биде пречка во животот за да уживаме вистински во сето она што ни го нуди животот. Низ Македонија и низ светот голем број на планински врвови кои што се вистински предизвик за сите планинари и сите оние кои што ги љубат и ги сакаат планините. Стоичев Стоилко оваа љубов и пасија ја има во изминатите 3 години. И само за 3 години тој успева да искачи повеќе од 150 врвови над 2000 метри надморска висина. И не само тоа, тоа е лице кое што има оштетен вид, 95% е неговиот вид оштетен, што го става во категоријата на слепи лица. Неговата приказна ова утро ја слушаме во Македонија денес, а јас се надевам дека ќе бидеме инспиративни за сите кои што сте пред ТВ екраните. Стоилко, добро утро и добре дојдовте. Добро утро на вас и благодарам на поканата. Ви благодариме на вас што сте заедно со нас во Македонија денес, оваа ваша навистина ќе кажем инспиративна приказна. За 3 години 150 врвови. Да. Тоа е навистина голем успех за секој еден планинар. Се надевам. Како успеавте на толку места да стигнете, толку врвови да ги скачите над 2000 метри и ете, да ги споделите тие приказни на социјалните мрежи и на сите оние кои што сакаат да бидат дел од планинските врвови? Па пред 3 години негде, октомври месец 2015 година, почната, да кажеме, обсесија спрема врвовите. Случајно настана тоа. Пресходно само ги скачував водно матка, околни Весковска Црна Гора, која случајно начекав еден евент каде што си скачува Солунска глава, трансверзава од Богомила, си иде преку Папрадиште, се спие во Чепрес, си скачува Солунска глава, преку Бело поле се враќа во Аудинци доле. И случајно го начекав тој евент, го организираше ПК Македонија, каде што сега сум член во тој планинарски клуб. И стапивме во контакт случајно и од тогаш почна обсесијата спрема врвовите. Спрема врвовите. Да. Напоменавме дека сте лице со оштетен вид, 95% вашиот вид е оштетен, тоа е вродена мана. Тоа, да, се болест, оштетувањето е како наследно се води. Тоа е оштетување на фокусот на видот, каде што не му дава на окото на двете очи да фокусот да иде во една точка, туку ги се на различни страни иде и не му дава да човекот да го гледаш како човек, туку како фигура, да кажеме, туку треба да дојде поблиско па да видиш кој е. За кога станува збор, да. Тоа прогресираше во текот на развојот и вашиот раст? Да, највеќе прогресираше 2001-2002 година, кога бев студент на машински факултет и од тогаш, од заморот, од учење многу, настана тоа оштетување, да кажеме. Направивте здравствени прегледи во однос на вашите очи и состојбата, што велат докторите? Па, вела дека сега за сега нема лек, да кажеме, па за понатака ќе видиме. Да. Како и што. Во секој случај медицината, науката и технологијата одат напред, да се надеваме дека ќе има решение за вашиот проблем, но овој проблем кој што вие го имате реално не ве оттргнува од секојдневните обврски од уживањето во планинските врвови. Рековте дека станавте член од планинарскиот клуб Македонија, дека заедно со нив, со целата екипа на планинари, успеавте да искачите над 150 врвови. Како ве прифатија тие, го знаеле вашиот проблем? Од првен не знае. До скоро не знае, дека тоа мислам дека не е проблем за да човек ако сака нешто да прави, за да се спомнува, ама од текот на искачувањето гледа дека има пречки кај мене и пред една година повеќето дозна дека го имам тој хендикеп, ама мислам дека не е пречка дека човек ако сака
да успее нешто да направи во животот. Зашто го криевте тој хендикеп од останатите планинари? Сметавте дека можете сам да издржите до секој крај, до секој врв? Па планинарството мислам дека е спорт, да кажеме, каде што 99% зависи само од самиот себе, дека не треба да имаш некој талент за да го искачиш некој врв, туку треба да имаш желба за да го направиш тоа. Да кажем, од другите спортови може да има, нели, тенис, да имаш некој талент, да треба да имаш некој талент, или во фудбал, ама планинарството е спорт каде што се зависи самиот од себе. Како ќе си биде спремен, се зависи од тебе. А видот мислам дека не представува пречка да го свариме тоа што сакаме. Не загрозува ли вашата безбедност, овој ваш здравствен проблем? Па загрозува, да кажеме, на овие повеќето врвови, да кажеме, не се толку технички, ама има некои технички врвови каде што треба стварно да се внимава за да не настане некоја незгода. Да, рековте дека почнавте сосема спонтано, водно матка, потоа солунска глава и постепено доаѓа се поголеми и поголеми предизвици за да успеете да го искачите и највисокиот врв во Европа, Елбрус, кој што е 5642 метри надморска висина. Потоа следуваат секако и Мон Блан на листата на искачени ваши врвови со 4810 метри и многу други 150 во кои се земји бевте и каде се успеавте да се искачите. Па, како што напоменав, прво беше Солунска глава, 2015 негде октомври месец, беше првото искачување, после него беше Љуботен, па беше Меденица на Бистра, па после фати зима, беа Остри врв, после Остри беше Кораб, едно, да кажеме, не фати ноќ, едно убаво искачување. Висинско доживување, веројатно планина во тоа е ноќ. прво искуство каде што со мој драг другар Тони заглавивме, што се вика, до вечер на кораб, а двај успеавме да се симне доле до корувата. И после се запознавме со Здравко Дејановиќ. Настана као муаве дали да се оди на Монбан, па настана идејата да одиме на Монбан. 2016 за само 9 месеца од првиот искачен мој врв отидовме на Монбан. Па после Монбан Брајчкон, па Гвоздгокнер, па Гран Парадизо, Мармалада и за годинава да го искачиме Елбрус, највисокиот врв во Европа. Да, го достигнавте врвот во Европа и верувам дека беше вистинско доживување и успех за самиот вас, како единствено лице од Македонија со инвалидитет, со оштетен вид, кој што го има искачено овој врв. Што велат од Планинарска федерација, останатите планинари во Македонија, имате ли поддршката од нив? Па, до сега не сме истапили контакт, да кажеме. Јас сум член на Македон, со тоа сум член на Федерација на планински спортови на Македонија. Ама до сега сите искачување на што сум бил, сум ги финансирал сам од себе и не сум побарал помош ни од федерација, ни од некои други приватни субјекти, да кажеме. Па за понатака ќе видиме. Важно секако дека ви успевате да ги изреализирате сите ваши предизвици, искачување на врвови, но ете кога сега успеавте да го достигнете врвот на Европа, кои се вашите идни планови? Има ли некој предизвик пред Стоилко кој што следува допрва? Па сега за наредната година план ми е да го искачам највисокиот врв во Јужна Америка, Конкагуа, 6962 метра. Прилично експедицијата е скапа, да кажеме, па ќе видиме ако успееме да обезбедиме средства, се надевам дека ќе отидеме. Тој се наоѓа во Јужна Америка, во Аргентина. Се искачува негде при крајот на јунари, па ќе видиме, ако најдеме средства, ќе отидеме, ако не, здрави. Да, со оглед на тоа дека имате потешкоти во искачувањето, на што најмногу внимавате кога ги искачувате планинските врвови? Каде го ставате најголемиот акцент? На безбедност, да кажем. Да не ги загрозиме луѓето што се околу нас, со кои сме поделили со нив и сами да не се загрозиме. Физичката спрема си е самиот на себе. Може ли да споделите со на себе? Споменавте за ноќта која што сте поминале на едно од планините, некое искуство кое што би сакале да го споделите со гледачите на Македонија денес?
пред прошлата година, негде април месец, тргнавме на искачување на Солунска глава од Патичка река, прилично од Патичка река до Солунска глава и назад. Тоа е прилично долг пат, околу 30 км, може и повеќе од двата правца. И е напорно, знаејќи дека април денот не е баш голем. Требаше да идеме до Патичка река, до Солунска глава и да се вратиме назад. Времето беше солидно, да кажеме, убаво. На идење до Солунска глава, што се вика, 2 пати се мачкавме да не изгореме, ама на враќање времето малку почна да се расипува, така да веќе кај Салакови езера не можевме да се симнеме. Времето почна да многу ветер да има, малва не фати, снег почна да врне и така да моравме да преноќиме на отворено небо. Од негде околу 7 сат отворивме, има бивак вреки, влегавме унатре и до 5 сабален преноќивме на отворено, на минус 10-15 степена. Сабален станавме, видовме дека времето е убаво и се спуштивме надоле. Тоа е едно од искуствата на планине кои човек треба да ги мислам дека е добро искуство за планината, и добрата и лошата страна на планината. Но секогаш мора да се предвидат сите неповолности кои што може да се случат, мора секогаш да се води сметка и за временската прогноза и за условите кои што очекуваат, па ете, ве спречило ли некогаш нека временска непогода да не тргнете кон освојување на некој врв, дали тука или надвор од Македонија? За среќа, овие поголемите врвови, повисоките врвови во Европа што сум бил, времето секогаш било убаво, и на Момван, и на Глазгокнер со 2017 година со Александар Кирковски го искачивме зимско, највисокиот врв во Австрија, убав врв. Секогаш времето било убаво. На ваша страна. Да, на наша страна се вика. Во Македонија кога времето не е убаво, не е ни проблем да се вратите дома. Се враќаме назад или воопшто не тргнуваме кон искачувањето. Гледаме тоа да кажеме зимски период. Летно време и да е лошо, и да е само да нема грмотевици, дека е лошо ако има грмотевици, може горе да биде лошо времето и не тргнуваме воопшто. Идеме водно, матка, тука околните. Важно да се рекрира и важно да се искачува некој врв, небитно е каде, битно да се биде активен. Која планина и кој планински врв досега ви го има освоено вашето срце? Па Македонија е убава држава, да кажеме, убави предели има, убави планини. Титоврв ми е едни од најомилените, да кажеме, врвови. Оваа година, усвари, 2018 прославивме нова година на Титоврв, со уште двајца другари планинари, таму ја прославивме новата година, други ден се вративме. Магора е убаво, на Галичица, има убави предели во Македонија, каде што човек може стварно да ужива. Да, 150 врвови за само 3 години, што значи дека секој викенд сте некаде на планина? Па, скоро секој викенд гледам да сум надвор од Скопје, покрај планиниве, трчам планинско, полумаратони, маратони. Прошлата недела бевме усвари сега во недела бев у сабота во Прилеп, имаше Крали Марко, планинска трка. Ја трчав на 34 км, убава трка. Претходно бев на Чупино, Виница, така да Скопски маратон, полумаратон, Охридски маратон од Свети Наум до Охрид. Така да гледаме секој викенд или да сме на планина, или да сме негде на некоја трка или на некој врв. Да, релативно ќе кажеме сепак и подоцна се вклучувате кон овој спорт и кон планинарењето. Во секој случај тоа доаѓа како една навистина голема љубов и пасија кај вас, па што е оно што ќе им го препорачате на гледачите кои што можеби досега единствено нешто што го имаат искачено е водно, да се надеваме дека тоа е пеша, не е со жичарница? Па да почна да планинара, да се движат. Македонија има убави предели за искачување, дека хендикепот не е сегаш пречка за да кажеме не можеме да се качуваме, да појдат на планина.
планината е убаво место за рекреација, за доживување. И убаво место каде човек стварно може да се одмори од секој нервијата. Да. Ние луѓето сакаме да бараме изговори кога нешто не сакаме да го направиме, но кај вас не постои изговор ниту оправдание за нешто да не се отиде на некоја планина, да се искачи некој планински врв или да се биде дел од друштвото кое што заедно со вас ве следи во секоја експедиција. Имате голем број на пријатели планинари кои што заедно со вас го планираат секое следно искачување, па ете може ли да доловите малку повеќе од атмосферата вашиот клуб, колку членови број, дали има и девојки и момци подеднакво кои што ете активно се искачуваат по планинарските врвови? Па има, негде мислам дека сме околу 60 члена, ПК Македон. Почна многу помлади планинари да се зачленуваат, што е добро, убаво. Заинтересирани се да искачуваат. Сега бевме на Кралин Марко, претходно бевме Магаро, на Охрид, на Галичица, така да мислам дека ќе почнат и они повеќе да искачуваат, да се дружиме. Стоилко, јас навистина ви благодарам што ово утро бевте во Македонија денес и се надевам дека ете, како што и самите верувате дека можеби ќе има некоја помош во однос на вашиот здравствен проблем и вашиот вид. Тука се сите оние кои што сакаат да ви помогнат и веројатно може ќе се најде некое решение да на вистински начин уживате во планинарските врвови, планините и убавините кои што тие ги нудат. Сигурна сум дека и сега вие буквално во секој изминат чекор на планините уживате во убавините кои што ги имаат планините. Фала и на вас, фала на поканата. Мило ми беше се дружев. И се надеваме дека ќе се видиме и по освојувањето на Аконкагва. Се надевам, ако успееме да отидеме. Ќе ви посакаме секако да ги соберете потребните средства, да се организирате експедиција која што ќе замине и вие ќе бидете првото лице со хендикеп кој што ќе го освои овој навистина врв кој што е предизвик за секој еден планинар. До сега Аконкагва го има само еден човек искачен во свет со оштетен вид, Ерик Велш Милер, мислам беше. Тој е едини човек што го има искачено Аконкагва со оштетен вид. Да, ние се надеваме дека и кај нас во Македонија и повеќе ќе слушнат за вас и ќе ја добиете и поддршката од соодветните институции како лице со оштетен вид кое што ги прави овие резултати и успеси. До сега сте имали ли некоја поддршка еве кога сме веќе кај институциите? Па не, до сега само општина Центар да кажеме и тоа добивме 2017 година бев на годишната награда Феникс, што додела општина Центар за постигнување во планинарството. Еден од тие средства што беа доделени за наградата ги потребивме за искачување на Еброс, највисокиот врв во Европа. Силко, јас се надевам дека вие нема понатаму да бидете скромени, да ги криете за себе и за вашите планинари сите овие успеси, дека јавноста ќе слушне и ќе се најдат оние соодветни институции и лица кои што ќе помогнат во остварувањето на секој ваш иден сон. Се надеваме дека ќе успеете да го надминете и вашиот здравствен проблем, дека ќе се најде некој решение. Се надевам ја. За понатака ќе видиме. Ќе бидеме во контакт и во комуникација. Ви благодарам уште еднаш. Ете, драги гледачи, тоа беше Стоичев Стоилко, кој што во утро требаше да биде инспирација за сите вас кои што ја следите емисијата. Тој е лице со оштетен вид, но успева да ги искачи највисоките врвови во Европа и секако за само 3 години да искачи повеќе од 150 врвови над 2000 метри надморска висина. Ние му посакуваме многу успех во сите идни планови и експедиции, секако да биде подготвен за секој еден предизвик кој што го има, а се надеваме дека можеби ќе има и решение за неговиот здравствен проблем. Како и да е, ние сме горди што во Македонија го имаме Стоичев Стоилко кој што без оглед на својот хендикеп успева да ги искачи безбедно сите највисоки врвови. Тука правиме една музичка пауза, потоа се враќаме во студиото и ги очекуваме уметниците кои што треба да ја најават изложбата на современ накид која што започнува утре вечер. Бидете со нас.